Околу 2 часа траеше средбата на средношколците со министерот за образование Абдулаким Адеми, на која присуствувал и неговиот заменик Спиро Ристовски. Представниците на средношколскиот пленум излегува од средбата со поголем оптимизам во споредба со вчерашниот состанок. Конечен договор нема, но средношколците се надеваат дека по денешната средба ќе се постигне компромис од кој ќе бидат задоволни двете страни. Постои можност да се врати стариот концепт на државната матура и да има измени во екстерното, изјавија средношколците кои беа на средбата во Министерството за образование. Роберт Валтер, британскиот парламентарец, известувач во парламентарното собрание на Советот на Европа, Стефан Шенах, председател на мониторинг комитетот на парламентарното собрание и Андреас Грос, председател на групата на социјалистите во собранието, престојуваат во дводневна посета на земјава. Според пратеникот Александар Николовски, подпредседател на парламентарното собрание на Советот на Европа, нивна цел е да ја увидат фактичката ситуација и да им ги пренесат пораките на СДСМ. Затоа дел од делегацијата е и председателот на групата социјалисти. Пораките кои ќе им бидат пренесени на социјалдемократите е дека е недозволиво да не учествуваат во работата на парламентот и да објавуваат нелегално стекнати прислушувани телефонски разговори. Тројката од Советот на Европа предвидено е да се сретне со државниот врв, со лидерите на сите политички партии, со јавниот обвинител, со представници од медиумите и од цивилното општество. Финската морнарица денеска истрела предупредувачки подводен проектил кон сомнителна подморница во водите во близина на Хелсинки, а инцидентот доаѓа во момент на зголемување на војните тензии со првиот сосед, Русија. Морнарицата соопшти дека вчера и повторно утринава забележала подводна цел и дека биле истрелани неколку проектили за предупредување. Бомбите немале цел да нанесат оштетување, туку само целта да дознае дека е забележана. Финска со Русија делат 1340 км долга граница и Хелсинки е се повеќе загрижен од однесувањето на својот моќен сосед, пред се заради налетот на руските авиони и воени вежби во пограничната зона. Британскиот премиер Дейвид Камерон изјави дека неговата конзервативна партија има 10 дена до изборите на 7 мај за да го спаси Обединетото кралство од шкотските националисти, што според него ќе предизвикаат хаос ако освојат позиција на одлучувачки фактор за власта. Анкетите покажуваат дека конзервативците и опозицијските лабористи имаат израмните сили и се очекува дека ниту една од двете партии нема да оствари сигурна победа на изборите. Шкотската национална партија, која ја зголеми својата популарност откако шкотите гласаа против независноста на референдумот во септември, е на пат да добие многу поголема поддршка од лабористите во Шкотска и најави подготвеност да работи со нив за да спречат конзервативците повторно да бидат на власт.